Современици сме на високите дострели во развојот на медицинските науки, кои до вчерашните научни сознанија денес аргументирано ги прогласуваат за историски заблуди. Во тој перманентен развој, фиксирајќи го времето за миг, сакаме да се вратиме на изворите на медицинските умозренија, да ја најдеме нишката што ни столетијата ги поврзува универзалните принципи на медицината, а тоа е помош на безпомошните, излекување на болните, напор да се надживее смртта, желба да се пренесат традициите и сознанијата од областа на личната и општата хигиена на човекот. Медицинските мотиви, што ви ги презентираме преку средновековните фрески, изобилуваат со скапоцени изворни податоци за првооткривањето на тајните на медицината кај нас, темелени врз сопствените народни искуства. Лоцирана на главните сообраќајни правци меѓу Европа и Мала Азија, со својата географска положба, Вардарската долина спаѓа во еден од најекспонираните простори, каде што две големи цивилизации, источната и западната, се борат за доминација на своите културни, економски, научни и политички влијанија. Тука се вкрстуваат влијанијата на Рим и на Византија, Отоманската империја, Австро-Угарската монархија, католичката, православната, исламската религија од една и исконската желба на македонскиот народ од друга страна и покрај сите тие влијања да го сочува идентитетот на сопственото постоење. Охридската архиепископија не му беше починета ниту на Цариград, ниту на Рим. Во својата црковна мрежа создавеше на истакнати писатели и богослови, покровители на уметноста, луѓе со истенчено чувство за одгледување на сите видови ликовно творење. Градители кои, освен дамарот на времето, ни оставиле универзална порака за сопствените осознавања, културата, фолклорот, традициите, јазикот, верата и здравствените навики. Во исконската борба на архаичниот човек, да се заштити од уште неосознаените феномени на природата, да ги надживее болестите и епидемиите, се јавува верување во многуте светители лекари. Нивната надприродна моќ, испреплетена со митови и легенди, ја надополнува човековата несовршеност и незнаење на каузалноста помеѓу објективниот свет и имагинарното. Всегда, ныне и присно,
Особен вид уважување и почитување на светители лекари се исказува преку фреско сликарството на религиозни теми со мотиви од медицината. Така ги имаме приказите на свети Климент, свети Пантелеймон, свети Кузман и Дамјан, свети Наум Охридски, Прохор Пчински, Гаврило Лесновски и други. Тие народни лекари својата стручност ја воздигнале до ниво на професионализам. Во народот биле многу почитувани. Во припратата на црквата Свети Климент на северниот зид прикажан е светител, лекувач Свети Пантелеймон, кој што во левата рака држи лекарска торба. Во лекарската торба, која што е отворена, може да се забележат разни медикаменти со различни бои и една фиока во која што се држат останатите медикаменти кои што не ги гледаме. Во манастирот Света Богородица Елеуса, село Велјуса, Струмичко, Свети Пантелеймон во левата рака држи извонредно изработена и богато украсена лекарска торба со внимателно моделирани стаклени шишиња. Иста таква торба може да се види и на фреско живописот во црквата посветена на Свети Пантелеймон во Нерези. Тука имаме еден од најстарите прикази на лекарска торба воопшто. Во маглите меѓу реалното и имагинарното, меѓу раѓањето и поморот, човекот од памтивек настојувал да ја надживее болеста, што демнееше врз неговото здравје. Црквите, манастирите и задужбините од среден век, освен духовните, културните и просветителските трансценденции, стануваат најпогоден медиум за здравствено-едукативните сознанија. Црквата посветена на Свети Никита Горенски, лоцирана крај Скопје, во своите пазови крие неколку до реалност опишани сведошта. Првото е до перфидност на клинички диагностичар прикажан асцит, со надворешни манифестации на едем. Фрескописецот инсистира на детали кои ќе му возможат поблиску и поуверливо да ја опише болеста. Така тој на нозете на болниот слика отоци, особено на стопалата, на рацете, градите и главата, симптоми што укажуваат на клиничка слика на една анасарка. Овде имаме приказ на патерица, која што и ден денес е една од основните помагала во ортопедија. Второто сведоштво е приказ на паралитичен болен. Фрескописецот инсистира на детали како што се голите нозе, на кои се нагласени вкочанетите мускули, како резултат на долгогодишната парализа.
Швајцарците тврдат дека 1815 година за прв пат во медицината го увеле белиот стап како заштитно обележје на слепите. Меѓутоа во фрескоживописот Исцелување на слепиот во црквата Свети Никита Горенски, некаде околу средина на 14 век, за прв пат се појавува бел стап и бела торба како дел од гардеробата за препознавање на слепите. Од многуте интересни фрескоживописи во манастирот Свети Никита Горенски го издвоивме и живописот Миење на нозете на апостолот, со хигиенско-здравствена содржина и порака за одржување на личната хигиена. Мотив кој е живописан во повеќето цркви и манастири на Охридската архиепископија е и приказ на свети безсребреници Кузман и Дамјан, кои во десната рака држат скалпели за чистење на затруени рани. Тој мотив го имаме и во црквите Свети Климент, Свети Никола Болнички, во Лесновскиот манастир, каде што Свети Кузман и Свети Дамјан се прикажани со скалпели и кутии за скалпели. Се наоѓаме пред манастирската црква во Лесново, посветена на Свети Архангел Михаил. Моćното весло на епидемиите ги покренало духот и раката на градителот да се отргне од брановите на темната стихија, да ги наживее болеста и злото. Мигот и миливоста да ја преточи во вечноста, да создаде контемплативен документ од теолошка спиритуалност и болна животна реалност. Прв пишан документ за оформување на карантин кај нас постои во записите на Дубровничката република и датира од 27.7.1377 година. Композицијата пак, исцелување на 7 болни од заразно епидемиолошка болест, што се наоѓа во манастирската црква Лесново, представува прв насликан податок и приказ на карантин во историјата на медицината. Завршен е во 1341 година, значи околу 40 години порано од записите на Дубровничката република. Живописот на Лесновскиот манастир се вбројува меѓу поуспешните представи на медицински мотиви во нашето
freskoslikarstvo. Приказот на болни сместени во карантин е исказ темелен врз искуствата и традицијата во лекувањето на нашите народи. Композицијата зборува за јасна представа и сознание на нашите народи за надворешните манифестации и опасности од епидемиите. Уште повеќе зборува за примената на превентивните и други мерки за запирање и спречување на заразата. Еден од мотивите недоволно објаснет или со многустрано толкување е и фрескописот со лекар на кого пациентите му плаќаат за излекување од тешката болест или пак тој им дава апшиња како дел од терапијата за излекувањето. Свети Наум Охридски, чудотворен исцелител, основоположник на третманот во лекувањето на душевно заболените со нему својствен начин, така наречен шок. Тоа не само да го докажуваат легендите, што се создадени низ вековите и пренесувани од човек на човек, но и записите во второто житие. Како материјал што ни го нуди историското минато, што на свој начин го потврдува кажаното, е фрескописот на источниот дел од гробниот Параклис во втората зона, а во состав на посветените прикази за наумовите чуда. Болните се представени во легната состојба, приковани во штица, како начин да се сузбие енормно агресивната морбидна психа. Свети Наум прави први научни и хуманизирани допири со реалноста на психички заболената личност. Создадена е легендата дека неговите мошти и ден денес зрачат со духовна моќ, така што од време на време сме сведоци на залудните поклоненија пред неговиот олтар. Македонија во средниот век не само што не беше периферија на тогашните културни движења, туку од нејзиното тло потекнуваа никулци кои влеаја врз развојот на средновековната култура воопшто,
а особено врз здравствените текови на средниот век. Делата на зоографите Михаил Евтихи, митрополитот Јован од Прилеп и мајсторите од Марковиот манастир, по својата едукативност може да го најдат своето место во секоја историја на развојот на медицината, а по своите сликарски дострели во самиот врв на уметничкото творење во средниот век. Манастирот Свети Заум во своите пазови крие фреско живопис што зрачи, што фасцинира. Со столетија незамаглен приказ што мајчинството го издига до нивото на највозвишен лик и митолошкиот лик на Богородица во исконската улога што природниот гений и го дал на мајката. Човекот низ искуствата сублимирал сознание дека млекото на мајката е извор на животот и здравието на новороденото. Фреско живописот, каде што мајка Марија го дои Исус Христос, е мотив што без лажни морални паравани, на директен и дидактичен начин ги советува младите мајки колку е важно мајчиното млеко во исхраната на новороденото. Во катедралата на Охридската архиепископија е зачуван најголемиот комплекс фреско живописи од 11 век, не само на Балканот, туку и во византиската уметност воопшто. Уметноста, со својата напластена имагинација и многустраната зборливост, одсекогаш била загадка за науката. Едно од толкувањата што се базира врз митот како трезор на колективната идентификација е и ден денешното верување на одреден број жени, неродки, дека со поклонение пред фреско живописот Богородица со Христос, живописан во олтарната апсида на црквата Света Софија, надприродните сили ќе им овозможат зачнување. Христос во мандорија, што низ визуелен символ подсетува на јајце, дополнет со ангели кои летат во пресрет на плодот со бели чаршави преку рацете, ги заокружува творечките имагинации и циклусната обнова низ сите епохи, дека можеби е прикажан еден од породилните мотиви. И народното верување дека со ископување на урокливите очи, породилниот акт ќе помине побезболно. Замрсен и долг е патот од изворните искуства до денешните резултати во медицината. Потврдено е сознанието дека никулците на иднината своите корени ги имат во минатото. Низ фрескосликарството со мотиви од медицината, сакавме да најдеме нишката што низ столетијата ги поврзува универзалните принципи на медицината.